2 напред, 3 назад. Големи очекувања, лош старт на изборната кампања, лажни вести, кавги за повисоко место на кандидатската листа, признавање на грешките во минатото, многу ветувања, граѓаните збунети, колку ќе се покачи просечната плата. Нашето изборно ветување е просечна плата од 1000 евра и минимална плата од 600 евра. Ама тоа е ветување кое ќе го исполниме и знаат граѓаните. Во наредните 4 години просечната плата ќе достигне рекордни 1100 евра, а минималната плата ќе изнесува 600 евра или 37.000 денари. Гарантираме дека во наредните 4 години просечната плата ќе достигне рекордни 1100 евра, а минималната плата ќе изнесува 600 евра. Оно што сакам да го потенцирам тука е дека единствено влезот во Европската Унија е гаранција за европски стандарди. Тогаш просечната плата ќе изнесува 1300 евра, а минималната плата 800 евра. Многу презимиња па се утна и председателското. Ковачевски стана Ковачевски, носителот во шестка, Агрон Демири се преименува во Аргон, а иднината... И на крајот, нема откажување од иднината! Од таа иднина од која не се откажуваат социјалдемократите, се промаши и стана иднината. Не постои земја која повеќе направила на незиниот европски пат. И точно е, можеше и поинаку. Но сето тоа е во минатото. Ние мора да гледаме напред. За грешките кои ги правела партијата на Ковачевски призна и подпредседателот Стефан Богоев, кој напиша цела колумна насловена "Извинете, сгрешивме", каде набројува дел од неисполнетите предизборни ветувања на СДСМ. Драги сограѓани и пријатели, извинете, сгрешивме. Сгрешивме како власт во повеќе наврати и ситуации. Велат, кој работи некогаш и ќе погреши, па намерно или ненамерно, и ние сме луѓе и знаеме да сгрешиме. Последно и носителот во четворка Венко Филипче со нови ветувања пред граѓаните призна дека СДСМ во 7 години на власт како голема партија правела грешки. Имате една предност пред нив, тоа не ве качуваат у комбиња, као сток. Токму Пендаровски беше борецот кој на неговите поддржувачи им рече дека не се стока да ги качуваат по комбиња, како што тоа го правела тогашната власт, а за неговата промоција во Скопје донесе десетици автобуси полни луѓе.